Строгите правила и протоколи како и ограничувањата придонесоа представите да се одржуваат без гледачи. Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип почетокот на претходната година, пред почетокот на пандемијата, има 2 премиери со публика. И по месец март се застанува во место, но не и нивниот вложен труд и работа. Во сабота ќе се одржи представата Пасивно пушење, која ќе биде со присуство на публиката, но со ограничен број гледачи, односно само 35. Пасивно пушење кој ќе биде премиера сега во сабота. Во 15 часот, пак поради протоколите, заради тоа што до 18 часот немаме дозвола, никој нема поради препораката да спазиме. Представата Пасивно пушење е прва представа која ќе се одржи оваа година. Представата се вика Пасивно пушење од познатиот српски автор Небојша Ромчевиќ во режија на Ненад Витанов, тоест јас. Во сите улоги се главни. Настапуваат во оваа представа Владимир Тулиев, Миле Вратеовски, Пеце Ристевски, Кристина Атанасова Арсова и Марија Минчева Андонов. Од авторската екипа костимите ги изработи Томче Карамарков, а сценографијата е на Филип Витанов. Драматург беше Габриела Коцева Тулиева. Представува особено задоволство за овој ден што можеме да го најавиме излегувањето пред публика. Имено да се надоврзам на тоа претходно што го зборував, театарот, музиката и сите останати работи се изведуваат во живо и пред публика. Се бавиме со една карикатура представа, една сатира, гротеска, која што одличен текст на Небојша Ромчевиќ, не знам кога ја пишува, меѓутоа отсликува една ситуација денешна во Македонија, па и пошироко, не само во Македонија, во Европа, така да речем, случаи кои што секојдневно ни ги бомбардираат главите, меѓутоа ние ја изместивме во една карикатура, така да мене ми беше убаво кога работевме и ја спремавме представата, се смеевме на цел глас, така да верувам дека ќе ја насмеем и публиката која што ќе ни дојде. Меѓутоа се случува на еден аеродром Шарл де Гол во Париз, едно наше македонче го фатиле со сарми и заглавило. Задоволството и честа да ја повикаат публиката на премиерата ја има и дел од останатите актери во представата Пасивно пушење. Би ја поканил публиката да дојде во наредните дати кои што ќе ги закажиме за представа, затоа што мислам дека има што да се види. Ова е една супер комедија. Ќе се смееме, а кога ќе се замислиме, ни доаѓа и да заплачиме, бидејќи таква е нашата судбина македонската. Прво, сега слушаме благодарност до здравствените работници. Јас прво сакам да ви кажам благодарност до вас, седмата сила, која што исто така сте сегде во истурени во првите редови. И тоа е, луѓе, спазувајте ги мерките, бујрум на една релаксација, на една терапија хумористична и уживајте. Театарот, музиката, балетот не се уметности за пренесување преку интернет или преку било која друга социјална мрежа, па и колку да е напредната технологијата. Како што истакна режисерот на представата Пасивно пушење Витанов, чувството човек да се представи пред човек е незаменливо.